малку од овој период што се случува во театарската лабораторија и официјално неговиот конечен статус да биде вработен токму во Штипскиот театар. Денес уживаме овие 15-20 минути со Даријан Петров. Официјално добро ми дојде. Да, ви благодарам. Ова го договараме некој еден месец, можеби интервју. Да, точно месец дена, да. Да, и имам привилегија и чест секој пат да бидам некако и на некој начин јас сам и гледачите кои што ја следат твојата кариера последниве години да бидеме сведоци на твојата еволуција како една метаморфоза на Пеперутка, кога се сеќавам од можеби најуспешната актерска твој перформанс, меѓутоа и представа генерално 2018-та Дони Дарк да биде едно од најнаградените представи на театарот комедија, ако не се лажам, за истата година. И од тука некако јас го запознав твоето портфолио и биографија, ама и многумина некако се запознаа со ликот и делото на слепото момче Дони Дарк, каде што го портретираш заедно тука на сцена со Мими Ристов, така е. Така е Маги Ризова, тука е Саша, ако не се лажам, и една убава актерска екипа. Јас бев еден од првите твои во публика, се сеќаш. Да, како така што навистина ми буди добри емоции оваа представа. Како со Ивана тоа го споделивме утринава. Малку знам за тебе, вака и приватно што сме се дружиле можеби во минатото, дека од човек кој што влезе во медицината, во нели оние денови на средношколските клупи и така натаму, што се случи да ја доживееш таа трансформација и тој будилник во себе ти вели ова не е за мене, ќе направам животен преседан, јас ќе одам дефинитивно кај категорија културни работници. Да. Многу интересно прашање, бидејќи секогаш сите интервјуи ми почнуваат со ова, ама баш многу мојата трансформација од медицина на глума. Па вака, јас завршив во Орце, тоа го спомена сега и во претходно интервју пред некоја недела, а се запишав на општа медицина. Не знам, би рекол дека на 20-21, не знам, некоја криза на идентитет. Екзистенцијални прашања први дојда на врата. Да, дали ова за мене бе вака солиден студент, ама некако не се пронајдов, не се видов себе си во идејата за доктор за воидмина. И некако се соочив со некои филозофски прашања животни за смртноста на животот, за тоа што сакам јас да допридонесам и се. И така добив една искрен порив за да се запишам на уметнички факултет на глума и си барав некоја смисла поголема, да речеме, и мислев дека ќе пронајдам нели во уметнички факултет и во професија актер. И имаше разочарување годиниве, но се исплатеше и некако таа мисија сега отпосле се реализираше. Позитивен епилог има твојата приказна за луѓе кои што можеби понекогаш бремето на актерската професија знаат, особено кај нас, нели, да влезат во тие кругови, да влезат во тој сектор и потоа со некоја мака, нели, и целиот свој можеби капацитет кој што го знаат и талент и знаење, никој пат да не го добијат статусот кој што ти го доби. Меѓутоа, се надам дека ти си само еден позитивен пример во тој цел мозаик. Да. И многу интересно бидејќи кај нас еве така живееме во време и општество каде што не се вреднува толку автентичноста на личност. Да, и на 18 години немаме порив или немаме волја да го одбереме она што автентично, нели, на што сме наклонети. И мислам дека тоа е баш така една криза на идентитет кој што многу млади ја имаат, али сепак мислам дека автентичноста е многу битна. Како и за професијата и за приватноста. Се сложувам. И на крајот од денот многумина со кои што еве сме имали некакви работилници, некакви предавања, модерирање, некој пат знаат млади момци, девојки, чина можеби се имали такво искуство. Јас го имав тоа во минатото кога ми велат како да отидам во светот на новинарството кога практично и да изумира нели таа професија, меѓутоа ја велам дека треба да се остави некако фаманет, ама на крајот од денот, тоа што велиш искрата и она што ти е како еден процес на будење во себе, автентичноста, раритетот кој што го носиме секој од нас, ако тоа е многу поголемо од било што, мислам дека тоа секако ќе се нивелираат работите. Патоказот ќе биде тука, па ќе го најдеш процесот. Експериментирањето, нели, на професионално поле, бидејќи професијата е нешто, во секоја професија секој може да биде најдобар во истата. И за некое поголемо општествено добро. Секоја професија нели би требало да биде во служба на некое општествено добро. И мојата мантра. Да, и секој ако тргне од некоја своја автентичност и што рековме од сршта, може да биде најдобар во истата и да биде нели во служба на општото добро. Така е, да. И не постои подобра духовна сатисфакција кога си во служба и на другите. Твојата платформа да искористиш на тој начин.
Инаку дипломираш актерски играч, ќе потсетиме за оние кои што не знаат, на Универзитет за аудиовизуални уметности Скопје, и тоа во класата на почитуваниот Мето Јовановски. Мето Јовановски и асистент Магдалена Ризова-Черни. Каква екипа? И на крај потоа со Магдалена Ризова ја делиш сцената за Дони Дарк. Да, тоа беше преубаво искуство. Дони Дарк баш со магија, вчера кога ги селектирав сликите, се потсетив на убаво време. 3 години одеше представата на репертоар и да, поготово сцените со магии во Дони Дарк се безвременски. Инаку таа е твојата мајка во театарската представа. Во представата, точно. Еве, кога ја веќе споменавме Дони Дарк, сигурно ќе имаат прилика гледачите во моментот додека тече овој разговор со тебе да погледат некои од овие и фотографски дела. Не знам сега од прилика зошто понекогаш застарува делото за на сцена или на каков начин може да се продолжи, да се направи пауза, па пак да се врати некоја представа, да речеме Дони Дарк. Дали Дони има Дарк, да. некоја можеби повторно шанса да се врати на Дони сцената? Дарк на премиерата беше во 2017 септември, се играше до февруари 2020. Тогаш практично фати пред пандемијата, да. И потоа се сменја доста работи, така да едноставно и структурите во театрите. Да, меѓутоа и природно изумирање беше, бидејќи скоро немаше година-две представи, нели? Едноставно така се повлече од репертоарот, меѓутоа одеше скоро речиси 2,5-3 колку години на репертоарот на театар комедија. Дали некогаш, ако повторно еве поминале години, би можел да се вратиш во истата улога со истата магија, маркантност што си ја и не, дефинитивно не. Мислам дека тука се случува трансформација. Да, тоа е од ден, бидејќи самата возраст, нели, јас тогаш бев сега и помлад, колку 6 години поминале, да. Именно. Бидејќи е приказна за млад дечко, во самиот текст дечкото е многу помлад, нели, ликот на Дон Бейкер. И така да не би било истото. Мојот емотивен статус во самата представа би бил целосно различен. Да. Се поистоветуваш понекогаш така со твојот моментално конкретен твој органски 100% емотивен статус со тоа што е во представата. Точно. Дони Дарк беше прва представа каде што го почувствував, нели, тоа што значи да се идентификуваш, нели, со емоциите, нели, да ги модифицираш, би рекол, во она што го бара ликот во делото. И секогаш гледам, еве, така си, нели, тоа е некоја моја мисија, да во секоја представа, во секој лик, да вметнувам, да бидам јас, само во различна форма на мојот карактер. Некои да речеме во тој момент. Точно, да. Модифицирани емоции мој, меѓутоа модифицирани во она што се бара од ликот во делото. Да. Имено, Даријан, летово знам дека го прочитав и твоето име и дузина твои актери кои што делат сега сцената за тематската представа Роден ден. Да. Ако не се лажам, чинам дека го ја подготвувавте на почетокот на годината, ама летово ја доживеа својата премиера. Да, април и мај беа пробите, да, премиерата беше на 3 јуни. 3 јуни, практично на почетокот на летото. Ова го зборам затоа што еве ми спомена сега пред малку дека во рамки на младиот отворен театар во МКЦ ќе имаат прилика оние кои што ја пропуштија да ја гледаат представата Роден ден. Си оди значи редовно Роден ден на репертоарот на Штипскиот народен театар. Сега средината на ноември ќе гостуваме на МОД во МКЦ, така да скопската публика ќе може да ја погледне Роден ден, да. Што, или ајде вака ќе прашам, досега од сите, барем скорешни или претходни представи, која можеби, кој актерски перформанс или представа ти создаде најдлабока интроспекција? Па, во сите наоѓам по нешто, меѓутоа, нели, не во, би рекол, во таа длабочина, како што во одредени ликови. Дефинитивно, тоа го спомнувам и во сите интервјуа, тоа беше ликот на Дон Бейкер во Дони Дарк, дефинитивно. И сега најново Роден ден, втора би ја издвоил. Меѓутоа, секогаш, бидејќи е прво такво, нели, актерско остварување, ама јас бев во некоја таква лична фаза, тогаш поминував низ некои животни турбуленции и Дони Дарк секогаш така ќе ми остане, не знам, во моите најдраги спомени. Да. Ако те прашам за демонот од Ебар Мало, јас се сеќавам, дали се сеќаваш дека 2008 можеби прв пат? Да, не знам, 2007-2008, така, делото е напишано 2006. Во Македонскиот народен театар си играше Во Драмски. Во Драмски си играше, да. Театарска пиеса на почитуваниот Стефановски, Горан Стефановски.
И овој пат некако представата си ја доживеа својата рекалибрација. Точно. И Наташа Поплавска овој пат повторно се нели текстот на Горан втор пат се поставува во И македонски многу театар. ми е драго што ја прочитав всушност Демонот нормално дека повторно ќе се игра и таму изеде учество и Да, како не? вистина е многу една од можеби на моите најдраги представи од детството. Да, подготовките беа летово исто после роден ден. Имавме премиера на 20 и некој јули. Представата помина одлично кај публиката и си оди исто редовно на репертоарот на Штипскиот народен театар, еднаш до два пати во месецот. Во месецот? Да, направивме исто добра представа, да. Прекрасно. Добра представа. Да, Добра представа. Да. Доживеа некој нов подем на свој начин? Па како не? Пак ја потенцирам во секоја представа, во секој лик. Не знам, јас генерално уметноста нели ја гледам како поттик за лична трансформација. Именно. Не само како нели актер на сцена, меѓутоа нели кога читаме нешто, кога гледаме нешто, и тоа е од мал секогаш сум си го доживувал како процес за лична трансформација. Допирањето на делото било и за мене лична трансформација. Не залудам те прашам, се сеќавам јас секогаш на оние можеби списанија Тин Шема, оние детски списанија. Како не? Јас се сеќавам вака читајќи ги, Демонот и Дебор мало направи тогаш една револуција на сцената и така баш ми е драго ако можеби оваа представа направи можеби една своја турнеја низ Македонија. Како не, имаме нели во план да се да гостува на неколку фестивали, така да ќе има можности скопската публика и другите театри, да и регионалните фестивали, да и публиката од другите градови да ја погледнат самата представа. Се случува со одредена причина и во одреден момент и драго ми е што го доживаш сега статусот на вработен актер во Народниот театар во Штип, во рамки како што кажавме така во Домот на културата Шопов, тука се тие културни Народен збиднувања. театар Штип, да. Каде што бев неодамна или на Макфестовското издание. Да. И вистина има некој гордост на Штипјани. Гордост на Штипјани. Ама мора да признам дека му недостасува понекогаш мала трансформација на самиот центар, меѓутоа има па и една таква маркантност и мирис во тој центар. Многу работи се поминати, многу историски мигови. Да, колку 38 години е веќе Макфест. 4 децении речиси, да. Макфест, така што тоа е супер бројка и треба да се негува. Да, баш тој фестивал е доста значаен. И така што ќе ти честитам за овој убав триумф на свој начин да го круницаш можеби своето нели и учество во актерството кај нас на нашата сцена. Како ти да го менаџираш сега може и патувањето во Штип или како ги правиш ти да речеме создаваш тие работи да успеваш да бидеш и таму и во Скопје? Да, патувам најчесто, меѓутоа не е веќе блиско е, мислам. Да, навика е веќе не ми представува проблем. минути. Да. Јас инаку сум по потекло штипјанец, така да посебна, да, не си знал може да. Моите се штипјани. Баш ми е куриозитет сега за тебе. Да, и голема гордост ми е дека ете јас сега се вработив во Штипскиот народен театар. Добро, тогаш сте помеѓу своите. Да, и можам да допридонесам нешто за културата баш во тој град, да тоа ми е голема гордост, да. Има нешто на градот по Дисерот, мене секој пат ми е во топ 3, нека не ми замерат. Никој меѓутоа во топ 3 градови дефинитивно би го ставил Штип. Во колку представи во моментот си активен? Па моментално оваа година беше доста продуктивна, вака да речем и за Штипскиот народен театар. Имавме јас и театарот 3 премиери до сега 2023. Сега во ноември се очекува и нова премиера. Не откривам тоа детали, нели? Меѓутоа, да, 4 премиери во 2023, така да беше доста продуктивна година за тој театар. Да. Именно. И најважното нешто е што би сакала вистина да го глорифицираме како миг во денешното издание, дека покрај актерот Јордан Симонов, кој што ја доби наградата за најдобро акторско остварување на 31-то издание на фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков, всушност тие доби наградата за најдобар пак млад актер. Да. И ова е исто некако уште едно кронисување барем за овој период од твојот живот. Целосно неочекувано беше, целосно неочекувано. Обично како ги добивате повиците така за да бидете присутни можеби? Да, вечерта ми се јавија дека нели сум ја добил специјалната награда за млад актер на Ристо Шишков. На вистина беше неочекувано. Не знам го доживеав како поттик. Споменав и во претходно интервју. На добар пат сум. Да, на добар пат сум. Имам добри реакции и поттик за да бидам доследен во актерската професија како што сум гледал да бидам и до сега. И да творам со љубов да творам во нашата нели матична земја Македонија. Тоа е многу битно бидејќи нели знаеме да има тренд на иселување, тренд на разочараност кај младите, поготово кај го користиме за жал терминот екзодус, односно нели заминување и од страна на младите, меѓутоа и
луѓе кои што доживеале можеби убаво искуство во оваа земја сепак Голема разочараност. разочараност на крај. И ова го доживев како поттик за да творам нели тука во Македонија и да си ја сакаш професијата, нели својата земја, така да ја доживеав, не се толку идентификував нели со наградата или со успехот, нели, некоја егоцентрична идентификација или нешто слично. Јасно. Меѓутоа е сатисфакција сепак. Сатисфакција голема, меѓутоа нели пак што споменав и на почетокот на интервјуто, да биде нели поттик мој за допридонесување на некое општествено добро, би рекол. Така го доживеав оваа награда. Оваа награда на Ристо Шишков и тоа ќе потсетиме за актерски доследен пинтеровски израз во градењето токму на ликот кој што го спомнавте премалку Мекен во представата Роден ден. Тешко беше да го портретираш овој лик? Да, не би рекол дека беше толку тешко, бидејќи во оваа представа, благодарност многу и до режисерот, тоа сега да го потенцирам, Васил Христов, јас некако се ослободив многу, нели, да тоа што го споменавме со сршта. За сршта моја без инхибиции, меѓутоа многу интересно што осознав за време на овој процес и пробите за Роден ден, дека главен проблем кај мене, ама верувам дека и нели во општеството, во ова општествено живење е генерализирање на своите особини карактерни. И воопшто генерализацијата. Ние нели во одредени периоди се идентификуваме со нешто што ни се случува сега и овде, ама и ги имаме ги унифицираме работите. Точно, да. Како за секој да ги поставиме, се идентификуваме со тоа едно нешто. Така е. Во овој процес, еве да речеме, тоа така баш ми значеше тоа осознавање дека сите имаме нешто добро и лошо. И прифаќајќи ги и добрите и лошите особини, некако можеме само така да пораснеме и да доживееме трансформација. Именно. Така треба да се гледаме и себе, меѓутоа и другите. Така нели, да не се судиме и да не се генерализираме. Тоа е главен проблем и бидејќи ми беше тешко, секогаш некако ме одбирале за позитивни ликови, овде го играм еден од најнегативните ликови. Да, доста негативен лик и ми беше тешко, нели, бидејќи секогаш се водам од мотото дека треба ликот и делото да пренесе некоја идеја на универзални хумани вредности. Тоа е уметноста, театарот, медиумите. И сега си викав, ако го играм толку негативен лик, која идеја јас ја пренесувам? Ја пренесувам идејата на трансформација. И секогаш конкретно и во овој лик, гледам да доловам и една емотивна хумана страна, дури и кај негативците. Да, бидејќи така се препознаваме, нели, препознаваме своите негативни особини, препознавајќи ги може да ги трансформираме. Имено, на некој начин и овие ликови кои што ги портретирате се некаква огледална рефлексија во одредена етапа наша животна, на некој начин мислам читање на своја некоја лична лектира и дневник. Што сакам, кога говореше сега за оваа трансформација за негативецот, искрено некако веднаш го поистоветив Жоакин Феникс и Џокер. Да. Така? Да, кога ќе видиш, сите ние го наоѓаме Џокер. Па дури и во последното издание, не знам дали го погледна спотот на Гуру Харе и Игор Џамбазов, каде што токму го имаат нели ликот Џокер како една метафора на истото. Затоа и толку многу луѓе се поврзаа со тоа дело и со тој карактер. Очекуваме второто продолжение. Да, сега е во најава, точно. Која друга експресија би сакал да ја доживееш, здравје Боже, можеби следно нешто кое што сакаш да ја вметнеш во својата биографија, кога стана збор за некаков лик и дело кое што сакаш да го потретираш? Има нешто на победок? Да, убаво прашање, искрено тоа го споменав исто во едно интервју. Затоа што па би било монохроматски кога само едно исто би го реплицирале, слично или ајде да речеме многу малку. Точно, немам пред неколку години имав многу идеи, нели, што би сакал да играм, мислам дека сега откако се исчистив од тие очекувања. Поспокоен си? Да, поспокоен, немам никакви замисли за кариерата, за приватниот живот, оставам, нели? Како беше, no expectation, no disappointments. Точно, да. Без очекување нема разочарување. Изминатиот период, после нели бура од приватни предизвици, па и професионални би рекол, да се ослободам и да живеам со, што би рекле во една книга сега што ја прочитав, многу заборавен термин, живот со полни гради. Да, порано многу повеќе го употребувавме. Да, точно. Живот со полни гради и нели кога си има многу очекувања и замисли за животот ни поминува покрај нас. Така е.
кога живееме со полни гради, само нели ги живееме предизвиците, па дури и позитивните и негативните. Да. Точно се знаеме на тоа духовно ниво дека во сен постои некаков поларитет и дуалитет. Точно. Ама и тие две се многу важни алки за Елис Инџир, нели баш онака кохезија. Точно. Која што стават. Многу ти благодарам што го посети студиото на Телба телевизија. На вас, ми беше мило како и секогаш. Да, те чекам сега на некоја нова премиера. Искрено би сакал да те погледам сега после Дуни Дарк, помина време и години, така што би сакал да ни најавиш и нова можеби премиера, па и во Скопје, зашто не? Да, фала ви многу. Во секое време.